Добар ден, почитувани гледачи, време е за најновото издание на отвореното студио на телеканал А1, во кое денеска разговараме за работата на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи, за моменталните случувања во нашата земја, но и за тоа дали состојбата во која се наоѓа Македонија може да предизвика проблеми. За таа цел ја поканивме професор доктор Валентина Божиновска, директорка на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи. Господјо Божиновска, добар ден и добре дојдовте. Добар ден, се радувам што сум во ова пред се убаво студио и во градот во кој секогаш кога доаѓам велам сонцето поинаку свети и особена чест и задоволство ми е што сум денеска гостен кај вас. Ве благодарам. Еве со цел подобро да ги запознаеме за почеток нашите гледачи со работата на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи, кажете ни која е основната цел и работата на овој орган? Знаете, малкумина луѓе знаат за овој државен орган. Тоа е самостоен орган на државната управа, значи е исто како и сите други министерства, државни органи, агенции и така натаму. Со тоа што ние сме малку помал орган, вработени сме некаде околу 13 луѓе, но тоа би рекла еден сериозен експертски тим кој работи одлично. Инаку нашата задача е како Комисија за односи со верските заедници и религиозни групи да ја следиме работата на верските заедници, но и се она што произлегува како нивни проблем во делот на внатрешната нивна хиерархија во односот со другите државни органи. Што значи тоа? Тоа значи дека Комисијата уредно ги проследува проблемите на најголемите 5 верски заедници кои што ги имаме во Уставот, во членот 19, и тие се одвоени од државата. Ние сме секуларна држава, мултикултурна, мултиконфесионална. Тоа значи дека 5 верски заедници, како што евангелско-методистичката, македонската православна црква, еврејската, католичката, исламската верска заедница, се оние кои што се главни, но сите други верски заедници го имаат истиот статус, иако не се во Уставот, и религиозни групи, така што сите проблеми кои излегуваат во делот на градба, во делот на престој на странци кои доаѓаат на повик на верските заедници, во делот на пензиско-инвалидско, во делот на внатрешната хиерархија, значи како они се внатре, каква им е градацијата во делот на нивниот формат на дејствување, помагаме во тој дел, меѓутоа и се друго што е во делот на градба, во делот на локалната самоуправа и така натаму. Малку е, добро прашавте каков орган е, ја би рекла, тоа е помалку таинствен орган, порано бил во Министерството за внатрешни работи, но не е таинствен заради таинственоста на работата, туку затоа што некогаш, знаете, се случуваат и немили настани, па тогаш верските лидери нам не известуваат, а ние сме одговорни понатаму, да речеме до Министерството за внатрешни работи, до одредени министерства, да апелираме за нешто што е можно да се случи. Како што беше Кале, како што беше Келија 1, Келија 2, имавме произнесувања од страна на реисот на исламската верска заедница, така што помалку е работата, би рекла, и суптилна, но и премногу одговорна. Ми се чини дека првиот миг кога ме повикаа да ја работам оваа работа, ми се чинеше дека не е за жена, сега длабоко сум убедена дека може и жена да ја работи оваа работа. Така, спомнавте ви вие дека сте мал број на вработени, па може ли да ни кажете каква е структурата на вработените во комисијата и од колку организациони единици се состои? Она што е интересно е дека ние имаме 3 организациони единици. За жал ни фалат уште многу луѓе за вработување, особено во економскиот и во правниот сектор, но она што е интересно е дека имаме луѓе кои се и оџи, кои имаат завршено исламски факултет, и кои се брилјантни преведувачи на арапскиот и на албанскиот јазик, и луѓе кои во сопствениот живот биле имами во одреден период и кои сега исто така можат да бидат оџи, и тоа се одлични работници. Знаете, некој ќе рече дека по рамковниот договор тие се вработени во делот на рамковниот договор, јас ги најдов таму како вработени. Имаме и преведувачки македонско-англиски, имаме шеф на кабинет, исклучително добри познавачи на државната администрација и особено обучени луѓе во тој дел. Особено затоа што знаете како е кога имаше канонизација на мајка Тереза за светица, тоа се сепак луѓе кои мораат да ги познаваат протоколите на
на преосвештенствата, на високите духовници, ја работиме светската конференција. Значи тоа мора да се луѓе кои знаат спецификата на верата и на религијата и ќе знаат да се однесуваат со таков тип на луѓе. Сега знаете како нам на конференцијата, на светската конференција за религии ви доаѓаат лидери кои се од светски ранг и од светски глас и морате да знаете како да им се обратите, како да се однесувате кон нив, која е темата за разговор во билатералните односи, односно во билатералките кои ги имаме со председателот на државата. Исто така ние мора да се подготвиме како што треба и обратно се разбира, бараме помош од неговата канцеларија. Како и да е, тоа се, би рекла, малку поспецифични државни од државната администрација вработени луѓе, но повторно велам, не има од сите религии, тоа е многу добро. Имаме вработен човек и македонец со муслименска вероисповед, тој пак ни помага се што е во делот на македонците со исламска вероисповед, кој ние малку знаевме, тој па ни помага во тој дел. Така што имаме многу често конференции за македонците со исламска вероисповед, она која ќе, знаете, некогаш кога сме подзбунети во делот на исламската верска заедница, тоа се тие луѓе тука и се разбира другите вработени кои се македонци и кои солидно ја работат. Знаете, јас сум, би рекла, среќен директор. Зошто? Затоа што успеав да направам одличен тим кој ме разбира и јас кој го разбирам, и би рекла дека можеби сме едно од ретките, иако немаме буџет, многу мал буџет, всушност минимален буџет, би рекла дека сме тим кој функционира прекрасно. Имаме и еден автор, и еден поет, еден лингвист, Коцевски, кој е па брилјантен пишувач на есеи, кога треба некогаш, знаете, да се напише нешто на веб страната, тој е тука вака со еден сериозен опулј да види дали е се наместено, дали е се подредено, и слушам одваму од таму дека луѓето сакаат да се вработуваат и бараат да се вработуваат во Комисијата за односи со верски заедници, и јас некогаш се прашувам, си велам, зошто луѓето сакаат да работат овдека. И потоа сваќам дека всушност тоа е целата наша долгогодишна соработка, добриот однос меѓу нас, добриот тим, и јас како прв човек, но и они без кои не можам да дишам буквално. И тогаш сваќам дека таа атмосфера веројатно се пренесува надвор. И кога ќе слушнам дека млади луѓе сакаат да се вработат во комисијата, која не е многу подвижна, бидејќи нема патувања многу, има еднаш до 2 пати во годината, јас велам зошто тие млади луѓе наеднаш сакаат да работат кај мене. И тоа е затоа што веројатно ја пренесуваме таа убава позитивна енергија. И навистина е така. Не сме грамадни, не сме големи, не сме како Министерството за култура или информатичка, ама имаме многу љубов и особено она што е важно, работиме со духовници, што значи дека кога ќе ве поканат на литургија или нешто што го организира Исламската верска заедница или Католичката црква на нивните мисии или евангелско-методистичката, навистина е совршено, би рекла, совршен однос да видите како тие работат внатре, а вие да бидете дел од таа процесија, од таа церемонија, и мислам дека, ете, Господ не чувал што не ставил да работиме во таков државен орган. Ме разбирате? Немаме потресувања, а имаме многу убавина која ние даваат верските заедници. Така, дали еве комисијата се соочува со некакви пречки при извршувањето на своите надлежности? За жал, знаете како, регистрацијата порано била во Комисијата за односи со верските заедници, значи некој што сакал да се регистрира, требал да дојде во комисијата, и комисијата ги разгледувала актите за основање на религиозна група или на верска заедница, но по новиот закон од 1 мај 2007 година, кој што се применува од 2008 година практично повеќе се имплементираше, комисијата ја нема таа должност и фала му на Бога по препораките на Венецијанската комисија и на Европската комисија дека не може државата да се меша во аплицирањето, односно не може да се меша во делот на регистрацијата на верските заедници. Фала му на Бога што е така. Ние се одлепивме од тоа бреме, се оттргнавме од тоа бреме. Ние не сме одговорни кој судот ќе го регистрира и дали ги има сите аргументи за регистрација. Сега Граѓанскиот суд 2, односно Основниот суд Скопје 2 ги регистрира верските заедници и ми се чини дека она што сега како извештај доаѓа од Стейт департментот, гледам дека она што е многу важно, започнувањето на реченицата дека се почитуваат верските права и односи,
тоа значи дека државата, односно ние како државен орган успеваме да ги менаџираме добро работите, а она што останува страна на новите верски заедници, тие аплицираат еднаш, два пати и сега во последно време гледаме дека веднаш се регистрираат, што значи дека веќе нема проблем при регистрацијата на одредени верски заедници или религиозни групи и тие си течат. Понатаму ние си ги регистрираме кај нас, односно водиме евиденција и разговараме на поголемо ниво што е понатаму потребно. Најчесто, знаете, они бараат да можат да изградат верски храм, тоа е поврзано со локалната самоуправа и ако има некаков хендикеп во нашата работа, мислам дека треба да се апелира локалните единици да имаат малку повеќе контакт со Комисијата за односи со верските заедници. Зошто го велам тоа? Затоа што одредени религиозни групи кои што се помали имаат исто така потреба и одредени верски заедници да изградат свој храм. А ние немаме тука ингеренции, тука треба да маркицата и се друго да ја даде локалната самоуправа и тука нешто потешко оди. Така што мислам дека треба некако да идеме во процес можеби на мало менување на законот, нели, која ќе има таква потреба, која ќе се договориме со верските заедници и се разбира која ќе има одредена, која ќе собранието ќе почне да работи, за да можеме тоа да го понудиме. Но она што е важно е дека веќе ние имаме свое произнесување како државен орган, што е тоа што треба да се измени во делот на Законот за правна положба на црква и верска заедница. Како орган, еве, чија се работа ја следите? Дали соработувате со други институции, дали ја следите нивната работа со други установи, државни органи, дали еве имате и помош од нивна страна? Да, добро ме прашавте, не ви одговори всушност на прашањето дали одредени проблеми имаме. Да. Проблеми, знаете како, се случуваат конфликти. Ајде да се сетиме околу ставањето на крстот, така, на Орелот. Тоа беше сепак проблем кој не тангираше директно нас, како Комисија за односи со верските заедници, како државен орган кој треба да ги смири страстите, да не рече ништо што е против поставувањето на одредениот символ и кој што е против поставувањето на најголемиот символ на христијаните, на крстот. Такви моменти се случуваат. Се случуваше, да ве подсетам, Кале, каде што обете страни страда, и момчињата што се од муслиманската вероисповед и децата кои што се од православна вероисповед. Некој требаше да излезе и да каже дека не се градеше црква горе, туку дека се градеше музеј, па дека се подготвува музеј на исламската вероисповед, на исламската култура. И еве сега, после тоа, нам ни остана сеќавањето на конфликтот, нели, дека Кале се случи, дека се удира и камења се фрла, а всушност ако сега го погледнете Кале како центар на, би рекла, на најубавиот дел од Скопје кога влегувате, и Калето секогаш го чува градот, нели, во историјата, вие ќе видите дека од едната страна го имате праисторискиот музеј, а од другата веднаш од спротива ја имате галеријата на отоманската уметност, кој што во моментот е во вид на меџид. И вие наеднаш гледате дека всушност Калето од конфликт прераснал во една исклучителна територија во која како држава можеме да кажеме еве како се разбираме, како различните религии се обединуваат на одреден простор и како славиме заедно, како ја славиме и верата и религијата на одредена територија. Така што Кале прерасна, би рекла, во еден мегник на заедништвото на двете најголеми религии, и на православната и на муслиманската. И сега кога ќе слушнам деновиве дека одредени луѓе разговараат за Калето, па јас ги повикувам и на дебата да видат дека Калето всушност е добар знак за тоа како се живеело во Република Македонија, како никогаш во историјата двете религии немале проблем. Всушност, дека кога имало одреден конфликт во државата, ама говорам политички конфликт, како што е сега во моментов, така, религијата била таа која ги спасувала конфликтите и во минатото, и мислам дека ќе биде и во иднината. И дека многу внимателно треба да се внимава кога има етнички конфликт, дека тоа само за миг може да прерасне во верски конфликт. И ја не би сакала да помислам дека таа нагазна мина која е многу опасна, дека некој може да ја нагазни да прерасне во верски конфликт. Треба да бидеме многу внимателни. Зошто? Затоа што етничките работи се една работа и таа може да ја решат политичарите, но верската, религиозната работа е многу интимна, многу чувство на
цивилизацијска припадност, емотивно чувство, чувство на припадност на одредена религија во која вие мора да ја почитувате. Вие немате друга страна, вие мора да ја сакате. Доаѓа и Курбан Бајрам, помина Великден, ме разбирате, ние се радуваме на тие празници. Историјата од 18 и 19 век укажува дека Република Македонија токму на тие празници била обединувачка. Знаат постарите албанци како доаѓале на гости за време на Великден, знаат исто така повозрастните како им честитале на нашите албанци кога е Рамазан Бајрам и Курбан Бајрам. Не можеме да ги запретаме тие заеднички вредности. Она што фали во мигов во Република Македонија е промовирање на тие вредности. Ме разбирате? Тоа е нешто на кое треба да се наблюдува и на која би рекла дека, и добро прашавте, институциите во Република Македонија треба да работат. Вие не можете да пуштите само спотови во кои ќе видите дека и свештеникот и имамот читаат, нели? Еден пее, еден говори молитве и така натаму. Не. Работите се многу подлабоки, многу посуштествени. Кога вие филозофски на децата им објаснувате по етика на религии, кога они учат, така, учат етика на религии, учат за познавање на религиите, тоа значи дека они влегуваат и се сапознаваат со филозофијата на однесување на тие религии. А тоа што значи? 10 Божји правила, не лажи, не кради, не мами, сакај се со ближниот и така натаму. Така што мислам дека обете книги кои промовираат љубов, и Куренот, и Библијата, и Талмудот, значи тоа се книги кои нашите деца треба да им ги раскажуваме. И ние дома, како родители, секој од нас, како професори, и дека кога вие ќе произведите еден таков индивидуалец во општеството, кога вие ќе изнедрите, бидејќи во фамилијата и во семејството е сета љубов која можете да ја подарите на едно дете. Кога вие ќе образувате еден таков поединец во општеството, тој, или моето дете, или утре вашето дете, или децата сите наши кои живеат овде во Струмица, особено Струмица која е раскош на религии, на католичка црква и на протестантите, на евангелско-методистичката црква и на она што е блесок од Водоча и Велјуса и така натаму на православните храмови овдека. Па Струмица е, како би рекла, раскрсница на сите цивилизации, на сите религии. Кога таков еден град или кога една Македонија ќе изнедри поединец кој ќе биде образец на светот, на цивилизирано момче или девојка која знае да почитува, верувајте дека се е во воспитувањето и во почитувањето дома, па начинот на тоа како ќе ги воспитате во верата, нели, се разбира, во основните постулати на верата, и тогаш вие ќе имате вистински поединец. Тогаш, во таква држава, нема да имате етнички конфликти. И затоа мислам дека телевизиите треба сериозно да обрнат внимание на оваа тема, но и сите институции државни, култура особено, Агенцијата за млади и спорт, се што е поврзано, во каде што имаме раскрсница на младите луѓе, кои што се носители на различни вери, дека тука треба многу да се работи. И дека Македонија ја гледам во иднина како поле на она што Гоце Делчев го кажуваше културен надпревар меѓу народите. Јас велам да, културен и религиски надпревар во кој во светот сме толку препознатливи. По тоа веќе не запознава и со оваа светска конференција која се одржа последен пат во Битола, 4-та светска конференција и за која многу верски лидери разговараат. Веќе станавме препознатливи по различните религии и вери. Така. Каква е правната положба на верските заедници во Македонија? Правната положба е при регистрацијата. Значи, они се правно лице, они значи одговараат пред сите институции во државата. Значи, они исто така се одговорни пред важните, би рекла, законски нормативи на државата. И тука не смеат. Значи, државата не ги контролира, но они се доволно свесни внатре да имаат своја реална хиерархија во која нема ни еден закон да го злоупотребат. Да се изразам по-практично. Така, дали во Република Македонија, односно дали и колку се појавуваат проблеми помеѓу различните верски заедници, вие спомнавте и на почетокот, која е причината најчесто за тоа и како вие како комисија ги решавате тие проблеми?
Знаете како, они имаат свој меѓурелигиски совет, лидерите, 5 верски лидери, они си викаат состаноци, се разговараат, гледате дека многу често и во оваа ситуација излегуваат со своји соопштенија, ние тука може да менаџираме, но најчесто тоа они сами го прават. Значи, кога ќе се види во државата дека има верски конфликт или дека наидува нешто кое ќе прозвучи непријатно за државата, за луѓето или тогаш верските лидери навистина настапуваат и се собираат, даваат извештаи, даваат соопштенија, настапуваат со соопштенија, се потпишуваат за тие соопштенија и тоа е многу важно. Напати ќе видиме дека одредени верски лидери имаат различни ставови по одредени работи, еве како што е сега политичката состојба во Република Македонија, но тоа не значи дека немаат внатрешно несогласување. Напротив, знаете како, различните ставови секогаш доведуваат до одреден заклучок и тоа е добро. Значи, ние не можеме да се наметнеме и да кажеме ајде сега Реисот да има одреден став, а дедо Стефан, поглаварот на Македонската православна црква, да има друг став. Така што тука ние не. Како држава стоиме одстрана, гледаме овие покрупните работи, како што беше, да речеме, проблемот со Келија 1 и Келија 2, за кој Министерството за внатрешни работи имаше своја акција. Гледаме да бидеме во контакт со исламската верска заедница, која многу ни помогна во тој дел, помогна на Министерството за внатрешни работи. Таа акција да биде многу внимателна, многу прецизно, се опфатна како да се настапи оти. Вие гледате дека тие радикали кои доаѓаат од соседните држави ги запоседнуваат верските храмови, џамиите и таму не дозволуваат на легитимните имами да ја држат својата молитва. Напротив, тие влегуваат, ги носат најмладите, значи ги радикализираат најмладите кои ние утре не знаеме каде ќе настапат, во кои делови, каде ќе побегнат во други држави преку радикални действија да настапат. Во не дај Боже, нели знаеме дека имаме над 100 повратници од ИСИЛ и мислам дека во тој дел добро соработуваме со верските заедници, затоа што на Република Македонија не и треба радикален ислам и не и треба радикални обструкции на државата од било какви луѓе кои не и сакаат добро на Република Македонија. Спомнавте и претходно дека во земјава имаме повеќе верски заедници. Дали сите овие верски заедници имаат подеднаква интеграција? Тоа ви е добро прашање. Дали имаат интеграција во општеството? Јас секогаш председателот го цитирам, он секогаш вели треба интеграција во општеството без асимилација. Тоа е истото и со верските заедници, знаете. Би рекла дека можеби малку помалку права имаат помалите верски заедници, односно религиозни групи, но пак повторно ќе речам, тоа е работа на првите луѓе на верските заедници, на религиозните групи и тие би требале да се интегрираат во општеството на начин на кој начин државата ќе им се понуди. Ме разбирате? Значи, колку они работат за добробит на државата, колку имаат потреба за внатрешните потреби на нивните членови, толку имаат потреби и барање од нас како држава. Сега прашање е, да речеме, имаме одредени верски заедници кои имаат свој долг период, по 10, по 15, по 20 години, значи од кога е самостојна Република Македонија, тие имаат своји книги, имаат своји печатени материјали, имаат своји храмови кои они ги адаптираат во вид на храмови, имаат безброј членови внатре. Ме сваќате? Они работат одлично и они се задоволни од настапот на државата во однос на тие барања кои ги имаат. Колку и како комуницираат во себе, мислам дека се малку позатворени. Ме разбирате? Тие не се така отворени кон другите религиозни групи и тоа е така. Значи, тука ние не можеме да влијаеме, но она што е важно е дека они се задоволни, они имаат кон нас бараат верски престој, ние им даваме некогаш на 6 месеци, но повеќе на година дена, а понатаму таа година дена ја продолжуваме и се презадоволни. Има доста луѓе кои се дојдени од Англија, кои се дојдени од Америка, луѓе кои се веќе под 15 до 20 години во одредени верски заедници и престојуваат во Република Македонија. И знаете како, тие се веќе повеќе македонци отколку што се американци, англичани и така натаму, или германци. Сметате ли дека прашањето за двојазичност кој веќе извесен период се наметнува во земјава може да доведе до проблеми? Проблемите се на виделина.
секако да, јас не можам да се повторувам, многу пати сум говорела дека всушност Охридскиот рамковен договор беше договор кој требаше да ја зацврсти сувереност и унитарноста на Република Македонија. Јас имав среќа тој период да бидам пратеник, токму кога се носеше Охридскиот рамковен договор и кога сите амандмани многу уредно ги читав како дел од тогашното мнозинство, како пратеник на ВМРО ДПМН. За жал, ова реактивирање на Охридскиот рамковен договор од страна на Социјалдемократскиот сојуз, барањето од страна на платформата од Тирана, која Социјалдемократскиот сојуз со двете широки раце ја прегрна, би рекла дека е еден од најцрните документи во историјата на Република Македонија, или би рекла едно од најцрните петна во историјата на Македонија, која и мигов, сега јас сум денеска во Струмица, се провлекува и за жал се додека не се произнесе СДСМ како опозицијска партија и не каже дека ја отфрла платформата од Тирана која беше подпишана од страна на албанските партии на Република Македонија со помош на Еди Рама, а би рекла и потврдена од Хашим Тачи, таа станува сериозна опасност за Република Македонија од нејзино кантонизирање и федерализација, но она што е болно, би рекла, колку што ние во моментот не внимаваме на македонскиот литературен стандарден јазик, за кој и Кепески Круме, и Блаже Коневски, и Гане Тодоровски, и Анте Поповски толку силно пишуваа, Крсте Петков Мисирков, да не говорам, Партенија Зографски, браќата Миладиновци, Кирил Пејчиновиќ и сите други наши преродбеници од 19-тиот век, па и од поновата современа литература. Мислам дека воведувањето на двојазичноста ќе значи крај на постоењето на Македонија. Секој оној кој што мисли дека втор службен јазик може да биде во Република Македонија, тој не и сака добро на Република Македонија. Тоа значи раскрачмување со границите на Република Македонија и тоа значи големиот сон на Албанија, која никогаш не замрела од Призренскиот договор наваму, и мислам дека Социјалдемократскиот сојуз треба да излезе на виделина и да каже дека тогаш кога се потпишуваше Охридскиот рамковен договор и тогаш се бараше полн капацитет на албанскиот јазик како втор службен јазик. И тогаш имаше луѓе од СДСМ кои не го потпишаа тоа со тогашната гарнитура на ВМРО ДПМН. Сега треба да бидат храбри да кажат дека ова навистина ги чини многу, веројатно нив најмногу, на сите македонци, на сите други етнички групи, на сите други малцински групи, и на турците, и на ромите, и на бошњаците. Ова е, би рекла, еден црн облак кој никогаш не и се случил на Македонија. Знаете како, патеписците кои доаѓале во време на Македонија која била под робство, ќе запишат дека луѓето знаеле да се однесуваат и под робство, но ова е повеќе од робство. Ова е нешто кое вам не ви дава да се чувствувате сигурно, која сме сите растревожени. Ние немаме сон, немаме мир, немаме спокојство како држава, буквално се затворени во мигов, или ќе дојде до затнување на вентилите на сите институции, нам ни се во прашање локалните избори кои доаѓаат. И она што е важно е лидерот на опозицијската партија, на Социјалдемократскиот сојуз, да излезе и да каже дека е многу сериозно и дека не може уцената лидер, не може човек кој предпоставувам дека уцената е многу поголема и многу посилна отколку ние што знаеме сите, дека треба да се одважи, да излези да каже со првите луѓе од Социјалдемократскиот сојуз дека треба лидерска средба, подитно, и дека е многу суштествено да ја отфрли платформата, бидејќи асоциацијата за заедничка Македонија го бара токму тоа. Не бара ништо повеќе. Чесно е, машки е, силно е, мокно е како лидер на опозицијска партија да речете дека го прифаќате предлогот на ВМРО ДПМН да ви се дадат 51 пратеник наспроти нивните 49 за интерес не за нас, оти ние векот го живееме, за сите идни генерации, но и за оние генерации кои животите ги дадоа за оваа држава. Ние сите имаме по една емотивна нишка во нашата душа. Ние сите во фамилијата имаме некој ја поминал Прва светска војна, Втора светска војна, Сремски фронт, поделбата на Македонија. Сите имаме од децата бегалци кои не знаеме каде се, во кој дел од овој свет се заминати. Цела Австралија, Америка и Канада ќе видите дека кога ќе дојдете се македонци кои
се мигранти, всушност, се бегалци, дека се заминати, а нивните дедовци и баби ги дале животите за оваа Македонија. И кога има толку многу пролеано крв, и кога има многу солзи пролеано, се прашувате дали вреди една платформа од странска држава да ви се наметне во интерес на се она што значи национален интерес и чување на суверенитетот на сопствената држава. Така што мислам дека би требало да дојде до едно отрезнување, до едно сериозно отрезнување, до еден сериозен миг во кој ќе се одважат луѓето на опозицијата, на Социјалдемократскиот сојуз и ќе кажат дека ќе отфрлат платформата, а понатаму разумот да преовладее и се разбира се она што значи седнување на маса и диалогот. Диалогот е тој кој што ќе може да не спаси во иднина. Нема сите, знаете како, големиот Гоголј рекол дека има проблеми, но има секогаш точни решенија. Затоа повикувам на разум, всушност и мојата комисијата за односи со верски заедници има во себе една би рекла благородна мисија. Еве како прв човек на таков орган повикувам на разум, на достоинство и на диалог на маса. Немаме друга татковина резервна. Нам ни треба Македонија ваква, ни треба со реформи, ни треба со економски реформи, ни треба со реформи во образованието, ни требаат честити и силни, мокни индивидуалци кои ќе излезат од оваа држава. Ни треба држава во која ќе ја подкренеме среќата на луѓето во кои што живеат. На кој начин? Само на начин на диалог, на начин во кој ќе продолжат економските реформи, во кој можеме да видиме безгрижни и лица кои си ја сакаат државата исто онака како што си го сакате сопственото дете. Така што јас ја поздравувам идејата на катадневното излегување на заедничка Македонија, на таа сила, на таа безрезервна моќ од луѓето. И толку многу среќа немам видено на едно место. Тоа се и баби, и дедовци, и луѓе од 50, од 60, од 70 до 85-6 години. Ќе видите и многу млади луѓе кои можеби не ја разбираат докрај работата, но точно и сигурно ја разбираат потребата од заедничка Македонија и апелот кој тие катадневно го повикуваат. Така што мислам дека доаѓа време би требало да дојде време на разум и така сакам да го крстам во оваа емисија во која треба да дојде време на разумот, на силата и моќта на умот и на, знаете, и како во една фамилија. Секогаш имате време во кое има одредено недоразбирање. Не постои брак во кој луѓето не се караат по одредена тема или пак немаат одредени различни ставови, така и во политиката. Значи, време е на разум во кога ќе се изнеде решение, се понатаму е полесно. Јас не викам да, знаете, нам не може Европската комисија, Европската унија да дојде да ни каже сега што понатаму. Го охрабрувам и понатаму председателот на државата како татко на нацијата дека треба она што е заклетва на еден председател, на еден врховен командант, да продолжи тоа со таа сила и со таа енергија на достоинствено држање на силата и унитарноста на Република Македонија, затоа што за тоа ја дал заклетвата, да ги чува, да ја чува унитарноста и сувереноста на Република Македонија и на нејзините граници. Отие ние не знаеме ако дојде втор службен јазик албанскиот во Република Македонија, кога еден ден албанците во Република Македонија ќе посакаат референдум и ќе се одделат, како всушност што еве деновиве гледаме градоначалникот на Дебар, Ружди Љата, кажа дека и срцето и душата им е во Албанија. Како што кажа Села, градоначалникот на Струга, дека не ги признава македонците, дека не постојат македонци и дека не постои македонска историја. Така натаму да не се враќаме наназад, дека тоа се црни петна на реплики кои ќе останат за секогаш во историјата на Република Македонија, на луѓе кои се школувале овдека. Оваа Македонија кој им дала и дом, и семејство, и јас се прашувам како ли се чувствуваат македонците во Струга, кои што се и од социјалдемократи, не е важно дали се од ВМРО, ДПМН, но предпоставувам дека не се чувствуваат како граѓани од втор ред, туку како граѓани од трет ред, од четврти ред. И всушност и Струга и Охрид беа дело на СДСМ и на ДУИ, така, на територијалната организација.
па немаме веќе за продажба други градови. Сериозно, мислам дека работата е дојдена до толку како кога камбаната на времето кога повикувала нели на луѓето да излезат во црква, толку силно звони да мислам дека алармантна е состојбата и повеќе од алармантно. И повторно повикувам на време и на разумот на честивите македонци, на сите оние граѓани кои будно и под будно око ја чуваат Република Македонија, кои ги гледаме катадневно дека од 17 часот тргнуваат. И јас велам, која е таа сила, која е таа исклучителна моќ, кој е тој нагон и погон на страст и љубовта кон сопствената татковина да бидат точно во 17 часот и да тргнат по улицата на правдата. Јас викам, тоа е маршрута на љубовта кон Македонија. Така, свесни сме дека граѓаните се помасовно излегуваат како дел од иницијативата за заедничка Македонија, остро ја критикуваат албанската платформа, воведувањето на двоезичноста во земјата. И сите разговори кои што се однесуваат на химната, на знамето и на грбот и така натаму, мислам дека се тоа е, иако знаеме дека тоа се носи со двотретинско мнозинство, но тоа е нешто за кое не се разговара. Тоа се работи, националните символи се за нив не се разговара. Така, и дали ве сметате дека токму тоа ќе доведе и до отуѓување на луѓето едни од други поради различните верски заедници и како тоа ќе влијае врз интегритетот на македонскиот јазик и дали политичката криза која што моментално зафати Македонија ќе предизвика и други проблеми? Вознемирен е идентитетот на македонскиот јазик и на Македонија. Севкупниот идентитет е ставен на маса. Знаете како? Како кога некогаш джеладот на времето чекате да, не дај Боже, ви ја изрече казната. Тоа се случува. Но ова не е само поделбата на Македонија за време на Балканските војни. Ова е сериозна поделба која ја нуди оваа платформа. И затоа мислам дека се што е во делот на декларациите за човекови права, а особено декларацијата која Европската комисија нам не ги понуди како систем во државата, ние ги имаме прифатено во делот на парламентот, така, безброј декларации за човекови права се однесуваат и на малцинствата. Внимавајте што ќе правиме ние без турците, без ромите и без бошњаците. Нели е загрозен нивниот идентитет? Колку они се чувствуваат сега безпомошно? Како се чувствуваат? Они се чувствуваат комплетно дека сега ќе немаат и сопствена држава, нели? Ги прашале некој нив за нивната платформа и така натаму. А да не говорам за македонскиот јазик. Вие гледате дека Македонската академија на науките и уметностите, освен господинот Маџунков, кој е истромиченец по потекло, кој е брилјантен автор, господинот Ѓурчинов и уште неколкумина кои се одзва академици, и академик Живко Попов деновиве, заедно со господинот архитект Вангел Божиновски, ние имаме молк од страна на председателот на Академијата на науките и уметностите. Напротив, дури имаме и поддршка на платформата и за жал катедрата за македонски јазик која требаше да изблика со ставови, со резиме, со се она што ние имаме платформата, тие може да ја погледнат, може да дадат свој став или да повикаат на одредено единство, тие молчат. Го повикувам Институтот за македонски јазик, Институтот за национална историја, се тоа органи кои се важни и витални и треба да разговараат на оваа тема. Јас мислам дека сериозно е загрозен македонскиот јазик, затоа што во оној момент кога ќе се стави втор службен јазик албанскиот, доколку помина оваа платформа, во истиот момент ние стануваме граѓани од втор ред и нешто друго, ајде да не говорам за топонимијата, зашто вие ако појдете во Кичево и ако појдете да се движите на кај село Осломеј, вие го имате само на албански јазик, така? Вие го немате на македонски јазик. Како што всушност и законот за знамињата, вие кога одите на кај Охрид, вие гледате само албански знамиња, нигде не се вее македонското знаме. Значи, Охридскиот рамковен договор никој не направи ретроактивно да видиме како тој се имплементира. Има ли нешто што не функционира во него? Какви луѓе се вработија? Дали сите добро знаат? И така натаму, што се дел од државната администрација, што е со законот за употреба на знамињата и така натаму, ред мноштво од работи. Затоа мислам дека
Она што е важно, разумно, а што е, би рекла, и е одвителност на Европската Унија, а одвителност на Република Македонија како една членка на НАТО алијансата е што поскоро избори, без пардон, и локални и парламентарни, затоа што само тоа може да ја откочи моменталната состојба, само тоа може да не одглави, би рекла, од овој бунар во кој сме влезени, во црн бунар во кој сме сите влезени, без разлика кој е на позиција, кој е во опозиција. И она што го бара народот, за кое ние не можеме да знаеме како ќе се движат понатаму работите, и ние имаме еве и патокас, имаме и народен документ, и сето тоа треба да стане основен документ и манифест за почеток на некакви преговори понатамошно. А преговорите се разбира да се движат кон подитно избори и парламентарни и локални, за да народот еднаш се ослободи од стегите, да почнат. Вие гледате дека економијата, продавниците ако влезете ќе речат, знаете, па не купува народот, па стравува да плати, па стравува да ги, нели, да ако планирал нешто еден човек и една фамилија, стравува да го купи тоа. Така што мислам дека кога излеземе на избори ќе бидеме честити, онака како што доликува на секој македонец зборот да си е збор, и на албанските партии да каже со што настапува, со оваа програма или со таа програма. Ме разбирате? Ние како ВМРО-ДПМН настапуваме со програма која ќе биде многу реформска и која ќе се однесува на директните инвестиции, која впрочем ја дадовме и во отчетот. Или СДСМ ќе излезе и ќе каже дека нивната идеја е на овој начин, во наводници заедништво, кое они го прокламираат, а тоа е платформата од Тирана, и тоа треба да биде урнек на две програми, нели? Една на ВМРО-ДПМН, која е реформска, и едната од другата страна, која би требало, бидејќи народот кој гласаше за Социјалдемократскиот сојуз, не гласаше за оваа платформа. И тука мора да се движиме во тој круг. Инаку се друго е бездна. Буквално е и политичка бездна, но и бездна за државата. Така, ова е една доста обширна тема, што бара повеќе внимание и објаснување, но во интерес на времето ние овде ќе го завршиме нашиот денешен разговор. Јас ви благодарам многу што бевте моја гостинка, навистина ми беше чест. Ви благодариме за истрпните одговори и се надеваме дека повторно ќе ни гостувате. Благодарам, се радувам што сум во Струмица и така некако со радост ја прифатив вашата покана, и секогаш кога и вие имате време, се разбира, Ајден телевизија, јас ќе бидам тука со вас. Благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое и вие не следевте. Се гледаме повторно во наредното издание, а до тогаш останете со програмата на телеканал Ајден. Пријатно!